Добро, благодарам на интересот. Тука сум денеска да се обратам практично на една регионална средба на Европската народна партија, која што ја организира Фондацијата Конрад Аденауер. Ке се разговара за локалното обмрежување на сестринските партии овдека во регионот, ке се зборува за евроинтегративните процеси. Предпоставувам дека ќе се зборува и за состојбите кои што се актуелни во државите од регионот, во економска смисла, политичка смисла, и се надевам дека ќе биде еден успешен настан и се надевам дека од овој настан ќе можеме да извлечеме заклучоци кои што понатаму ќе можеме истите да ги користиме. Јас уште еднаш користам оваа прилика да се заблагодарам на Фондацијата Конрад Аденауер, кој што продолжува да биде верен партнер на ВМРО ДПМН, и да се заблагодарам на нашите сестрински партии од Европското семејство на народни партии, ЕНП, кои што се денеска овдека со нас и кои што овака ќе можат да ги пренесат своите гледања на нештата околу актуелната политичка состојба во регионот. Да, ви благодарам. Имате прашање? Одите во Бугарија викендот, посетата доаѓа во едно време, па еве да кажеме дека има веќе еден бугарски европратеник ве обвини дека сте со антибугарско расположение. Каква атмосфера очекувате таму, инциденти можеби дали очекувате? Што очекувате од посетата? Немаме ние антибугарско расположение, ние имаме промакедонско расположение. Очекувам да помине во духот на пријателството помеѓу двата народи, македонскиот и бугарскиот. Одиме таму да ги поддржиме нашите во Бугарија, да дадеме поддршка како ВМРО ДПМН, јас како претседател на најголемата политичка партија, да ги охрабриме дека нивната матична држава Македонија стои позади нив и дека ќе ги брани нивните интереси и ќе ги штити нивните интереси, и дека ние како ВМРО ДПМН немаме намера да се откажеме од нашите браќа од таа страна на границата. Во врска со прашање, кој го финансира патувањето и поканата и кои се вашите очекувања? Лично самиот си го финансирам, истото како што лично самиот се финансирам овие речиси 5 години како претседател на ВМРО ДПМН, на покана на организаторите одам таму. Ова беше исклучително добра можност да се покаже единство во Македонија, партиско единство, бидејќи ова треба да е надпартиски настан. Овие кои што имаат полна уста за единство, за обединување, требаше утре заедно со нас да се таму, да ги стегнат рацете на тие нашинци во тој дел на Бугарија, македонци кои што еве се одважија и кои што ги поканија практично политичарите во Македонија. Јас не верувам дека политичкиот врв во Македонија, актуелниот и претседателот и премиерот не добиле покане, тоест премиерот рече дека добил покана, но се заблагодарил дека нема да иде. Вчера го слушав Пендаровски дека не бил поканет. Не верувам во такви, би рекол, екзибиции, бидејќи ако сум бил јас поканет, сигурно и тој е поканет, но навикнати сме на таков тип на однесување. Жалам што не се надминаа себе си, жалам што останува да бидат слуги и робови на туги интереси, а не на сопствениот народ кој што ги бирал. А јас сум уведен дека македонскиот народ ќе знае на следните избори, без разлика дали се тоа претседателски или предредени парламентарни, гласно да зборува кога заокружува на кому да му ја даде довербата во нив. На што се темелат очекувања дека ќе бидат изгласани уставните Не знам на што го темели тој коментар. Ако мислат дека ВМРО ДПМН, пратеничката група од ВМРО ДПМН ќе ги поддржи овие уставни измени под овие услови и овие околности, тогаш ќе јавно кажувам дека тоа нема да се случи. Ние имаме јасна позиција. Која е позицијата на ВМРО ДПМН? Дека уставни измени под вакви околности, под вакви услови ние немаме намера да поддржиме. Што се однесува до кованицата северомакедонци, јас жалам што упорно се греши нашиот идентитет, а тоа е македонски народ, македонска нација. Ако е тоа ненамерно, тогаш очекував барем тие што се донезе да ја кажат дека сгрешила и дека треба да ја коригираат, но жалам што тие испуштиле таа прилика. Ако е намерно, тогаш е страшно. Тогаш тезата за асимилација
на македонскиот народ се потврдува од највисокото ниво во Европа и очекувам денеска да се коригира Урсула фон дер Лајен и како што напише на македонски, така и правилно да го изговори македонскиот народ. Како коментирате финансискиот пакет кој што го донесе фон дер Лајен, онаа помош од 80 милиони другите проекти? Па добро, секоја помош е добре дојдена. Очекувам оваа помош да се продлабочи во иднина, да се изгради конечно пругата кон Бугарија. Повторно еден грант очекувам и за тој проект. Очекувам наместо кредит и сомнителни процедури како што се поврзани со изградбата со коридорот 8 и 10А, да имаме исто така финансиска поддршка од Европската комисија и да имаме голема компонента на грант, со што конечно би се заокружила делницата од Гостивар до Кичево, би се реконструирала делницата од Тетово до Гостивар и би се изградила делницата од коридорот 10А помеѓу Прилеп, Битола и граничниот премин со Грција Меджитлија. Очекувам поддршка од страна на Европската унија, бидејќи рекоа ќе има поддршка и во енергетски проекти. Наместо да ја даваме Мирас Тиквеш, па со наши пари да некој ја гради Чебрен, да добиеме грант од страна на Европската унија и да можеме да изградиме конечно хидроцентралата Чебрен, со што ќе имаме повторно искористување на обновлив извор како што е самата хидроцентрала, бидејќи таму од аспект на екологија немаме никакви ограничувања. Тој дел од Македонија е буквално еколошки не се загрозува доколку се изгради таа акумулација. Македонија би добила уште еден стратешки објект, а тоа е објектот хидроцентралата Чебрен. Така што очекувам и ваква поддршка да имаме во иднина. Јас би ја искористил можност да се заблагодарам и таа помош таква каква што е, која што како што разбрав е за поддршка на буџетот за следната година. Најрано очекуваат во јануари месец да ја дадат таа поддршка. Така што благодариме и очекуваме уште поголема поддршка, затоа што навистина тешко се живее, затоа што граѓаните едва и крај со крај врзуваат од први до први. Уште една тема од вчерашниот ден, подпишувањето на договорот со за Фронтекс, како го коментирате тоа? Добро, тоа е еден од десетиците, би рекол стотици договори кои што Македонија ги има подпишано. Тоа е во сферата на безбедноста, се надевам дека ќе има додадена вредност и го поздравувам. Мислев за македонски јазик. Па затоа велам еден од стотиците такви кои што се подпишани во минатото. Македонскиот јазик е стекнато право, македонскиот јазик заедно со српско-хрватскиот и словенечкиот јазик уште во поранешната федерација како дел од македонскиот идентитет, како дел од идентитетот на тогаш конститутивниот народ, македонскиот народ е дел од Обединетите нации, со самиот влез на таа поранешна федерација, признаен од Обединетите нации, кодифициран 77-та, тоа е константа и мислам дека колку повеќе ја отвараме оваа тема, толку е полошо за нашиот идентитет. Тоа е затворено прашање, не треба воопшто никој нити да го отвора, нити да го подотворува. Македонскиот јазик е константа и за тоа не треба преговори, разговори, тоа е тоа. Премиерот Ковачевски вели дека ќе нема затворање на рек и Осломе, спротивно од она што вие го тврдите. Ваш коментар за тоа? Не ја говори истината, или го нема прочитано предлог законот. Ако го прочита предлог законот кој што е доставен во парламент, кој што се однесува на ликвидноста на СМ, поранешно ЕЛЕМ, јасно ќе забележи дека станува збор за услов за да се добијат тие пари, а тоа значи затварање на Осломе до 23-та и затварање на рек Битола до 27-та година. Тоа е екзактна работа, тоа не е предмет на дебати и на филозофија. Отворете го законот, еве вие ве поканувам новинарите, отворете го законот, јасно ќе го прочитате законот и прилозите дека за да биде ефектуиран тој заем од 100 милиона потребно е затварање на овие два производни капацитета и интегрирање на македонскиот пазар со најпрвен грчкиот во 4-тиот квартал од 2022 година, а во 23-та година и со бугарскиот. Или јас тоа би го нарекол енергетска анексија на Македонија. Но ја отворивте аферата тајни имот. Кратко ваш коментар за аферата тајни имоти за владени функционери. Па во периодот што следи повеќе од 120, ако не се лажам, владени функционери ќе се појавуваат со скриен имот во вредност од околу 30 на милиони евра, нешто што е непримерно и нешто што навистина е лош пример за иднина и треба да си превземат одговорност. Тие кои што направиле законско пречекорување, односно не го пријавиле имот. Дали официјално вашите контакти поставија понуда ЕСМ за тие објекти кои што било ставени? Да, што се однесува до
што се однесува до набавката за газ, таа, колку што имам информација, уште минатиот петок е доставена цена. И јас имам таа понуда добиено и имам овластување во иднина да јавно да ја објавам, доколку нормално јавноста е заинтересирана, се разбира. А колку што добив информација, не беше се уште доставена понудата за мазутот, затоа што од страната на владата е посочена компанија која што ќе биде контакт. Таа компанија е посочена бидејќи таа го добила тендерот, согласно законот. И таа компанија сега континуирано има дополнителни барања кои што финишира кон крајот на минатата недела и сега очекувам денеска најдоцна конечната понуда да се достави. Од информациите кои што јас ги знам, ќе биде многу поповолна од таа која што до сега ја набавувала владата, но да почекаме да ја достават, па потоа ќе коментираат од страна на владата. Станува збор за десетици милиони евра заштеда од делот на мазутот и стотици милиони евра за газ. Благодарам. Благодарам. Хубав ден да имате.